Нема поболно нешто од детските солзи. И иако се вели дека кога животот ни дава 100 причини да плачеме, треба да му покажеме дека имаме илјадници причини за да се насмевнеме. Понекогаш срцето како рефлексија ни испраќа толку болка што едноставно душата ни се кине и мора да пуштиме солза. Да имаме соба да учиме. А него на соба се седиме. Па да имаме кревет, друго масичка. И тоа. Па да имаме на масата да јадеме. Те некад не јадеме. Немаме. Така некад по школу гледа. Како јадат. И парама они немат, одека ќе ми дадат. Бара да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е у животот, ото е потешко, не? Ќе оставим инвалид, може во живот. И токму тие, солзите и молбата за храна на малиот Јован од Крива Паланка пред празниците го сплоти македонскиот народ во земјава и во светот. Пакети храна, средства за хигиена, телефони, компјутери и облека и тогаш и сега пристигнуваат во нивниот дом. Денес ќе се сретнеме со Горан Станковски од Крива Паланка за една убава работа. Со собраните донации од народот кој што донираше, веднаш по објавувањето на неговата сторија се собрани известни средства и токму затоа сакаме да ги инвестираме истите во купување на куќа. Денес ќе се сретнеме со Горан и неговото синче Јован, кој што ќе не однеса до куќата која што е од братие. Добар ден. Добар ден, Оливера. Се поубави насмевки гледам на вашите лица. Да. Се сретнуваме по трет пат и денеска сакам да завршиме, верувам и вие, една убава работа, она за која што и го ставивте срцето на дланка, а тоа е да се инвестираат собраните пари од донациите преку срце на дланка во земање на куќа. Да, ќе се наоѓаме во мождивњак, да го инвестираме за собраните пари во куќа, да ја купиме куќата и да бидеме среќно семејство. Така, тука е Јован. Тука е Јован, најзаслужниот за денешниот ден, за денешното снимање, бидејќи навистина ги усвои срцата на сите македонци, сите кои што донираа. Да. Како ја пронајдовте оваа куќа? На интернет го најдовме. На интернет? Да, дека се продава куќата. А ова село колку е оддалечено од Крива Паланка? Па, не знам, околу 5-16 километри, сигурно. Еве една соба овдека има. Овдека една соба има. Една соба и овдека има. И таму има. Навистина е обширно. Ова се две спални. И тука има друга соба. Ова е овдека. Вие веќе ја видовте? Да, видев. Ова е веројатно треба да биде тоалет. Да, купател мислим. И овдека ова е детска соба. А нов е објектот. Колку метри квадратни има? Не знам, ама мислим околу 100 и нешто квадрата има. Повеќе од 100 квадрата, Да, така? повеќе. Веројатно Има таму и има дворно балкон. место има.
И дворно место има таму. Ова е веројатно балкон. Да. Има и степеници на дворешниот таму. Може и од там да се качи и внатрешни има пус. Има и уште една соба. Да, има и доле има. На првиот спрат, ама тоа е на едно. Тоа е деловен простор. Да, деловен простор е тоа. Јован, ти се допаѓа ли? Се уште не е доправено, меѓутоа треба да се Да се овде искречи. искрчи, да. Искречи овде, као овај зито. Ова Овај веројатно е са. кујна. Да, кујна е, да. Овој со цимент се материш овај. Овај. Од таа една соба во која што живеевте, сега Сто би пати. добиле, Да, 100 пати подобро е сега. би добиле, меѓутоа треба уште да се доправи. Да. Дали се видовте, се слушнавте со газдите на куќава? Ние се слушнавме со овој, а за доправата не знам. Би сакала во овој момент да се јавам на човекот кој што Што го продава куќата. ја продава куќата. Може, јавите. Да го прашаме за цена, дали Да. се доволни средствата и дали може да го направиме тој чекор, таа да ви ја продадат на вас. Ало, добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на Дланка. Тука сме во село Мождивњак, во вашата куќа која што ја продавате во моментов. Ја Така. најде Горан Станковски на оглас, ја имавте огласено и во моментов сме во просторијата која што треба да биде кујна. Сега сакам да ве прашам за цената и како може да се договориме за нејзино купување. Вака, да, веќе намалени си вчера правев муабет со не знам кој ми се јави, некој уредник најверојатно. Значи, причина што и ние земаме стан во Скопје од 27, ние ставивме 25. Така да немаме можност искрено за намалување. Значи, последната цена е 25.000 евра. Да, 25.000 евра. Со можност за дворно земјиште, тоа ќе може со мајка ми да се договорите до каде, што, како. Значи, има и плац до куќата, така? Да. Од прилика не знаете колку квадрати е куќата? Куќата, ќе ви изложам која квадратура, мислам дека скица треба да имаме. Двата спрата се сигурно околу 250 квадрати. 250 квадрати куќа а дворното место? Дворно место, вика може со мајка ми да се договорите, мислам дека негде околу 300 квадрати негдека сигурно има. Така. Сето тоа за 25.000 евра. Да, имате бушотина до самата куќа, не знам дали ви кажа. Ноќто да име, не ја кажа, не. Не знаеме. Имате да има бушотина до самата куќа, како да позади што е терасата што не е покриена. Веднаш до нејзе долу имате бушотина, мислам дека е 7-18 метри, што е постојано со вода, можете тука слободно тоа се користи, што да си се. Така, дали е Припаѓам со куќата тоа се. Така, дали е поврзана со водовод градски, со дали има Водовод нема, селото нема градски водовод. Значи тоа е селски водовод што сите си користат. Фала Богу немаме проблем со вода. Канализација си има, значи отвод, тоа се струја инсталација се е пуштено, оделени се саатите, долен спрат, горен спрат, се е тоа одделно. така и струја? Струја, да, исто Струја си. има. Така. Предпоставувам дека сега може би е исклучена или има. Исклучена на автоматските да биде. Аха. Добро, ќе ја приклучат. Имаме со осигурачите може се спуштени зашто никој не седи ради тоа. Углавно струја си има, да. Имотниот лист е чист, нели? Се е тоа Чисто е се легално? прозеден на моје име, слободно може да си проверите катастар се тоа. Да, легализирана, така? Се легализирано, да. Само уште еднаш да прашам, има ли шанси за мало намалување на куќата? За да Искрено да ви кажам, значи ептен сме кнап, земавме и ние стан, еве доцнам 2 недели со данокот, така да последна цена е таа. Да, дека ова знаете социјално семејство, ова се собрани пари од донации. Ве разбирам, да ја ставивме првим тикам, беше 27.000, имавме една понуда,
Ајде, тогаш не намаливме, после сменивме оглас 25 и веруваме дека стварно ни ептен е кнапсо. Добро, јас ќе поразговарам и со доктор Бојан Трајковски, со кој што на овој случај соработувавме и мислам дека ќе успееме да ја платиме, тоест Горан да ја плати и да стане новиот собственик на оваа куќа. Во ред, видете што како за дворното земјиште, мило ќе ми биде најважно сите со убаво стварно да се враќа, песите. Поразговарајте што треба, тука сме. Ви благодарам. Да, мола, пријатен Поздрав, Бранка. Чао. А зашто си тажен? Ништо, Што немате, Злато? не. Така понекад по-школу гледам. Што гледаш? Како јадат. Што јадат другарчињата? Па сендвичи. Ти? Што правиш тогаш? Гледам. Ти даваат другарчињата? Некад да, некад не. Остануваш гладен? Да. А што им викаш тогаш кога јадат тие дечиња? Ништо. Седим и гледам. Тие нешто, не? Но тоа не беше единствената желба на Јован. Тој посака и за себе и за своето братче и сестричка, макар 2 соби за да можат покомфорно да живеат и да имаат каде да учат. Зошто и покрај сиромашниот живот, тие сепак се одлични ученици и имаат големи амбиции. Благодарение на донациите кои пристигнаа после објавувањето на нивната сторија, Срцена дланка пронајде и обезбеди соодветно живеалиште кое ќе биде нов дом на ова скромно семејство. Ова ќе биде крај на солзите на сите, а почеток на еден нов, хармоничен живот на целокупното семејство. Мислам дека сме близко до целта. Можеме да ја видиме и дневната соба. Ало? Добар ден, доктор Бојан. Оливера е тука повторно од Срцена дланка. Добар ден. Ние сме повторно во Паланка. Дојдовме повторно да ги посетиме Горан и неговиот син Јован, кој што пред Нова година ги снимавме и во моментов тој преку оглас пронашол една куќа во село Мождивњак. Куќата има повеќе од 200 квадрати, на 2 спрата е. Во моментов сме тука во дневната просторија, таа соба што треба да биде дневна просторија. Се слушнавме и со газдата по телефон, тој што ја продава и вели дека куќата чини 25.000 евра последна цена. Еве, тука е и Горан, кој што за куќата ќе каже дека е... Куќата е многу добра сега. Мислим, има нешто да се доградува. Треба да се доправи, натрешно треба да се искречат, да се избалат зедовите, треба да се стави ламинат. Да, ламинат треба да се стави. И, да се донесе мебел. Да се донесе. Да. Што мислите околу цената? Ке можеме ли да ја земеме, бидејќи на овој случај работевме со заедничка кампања? Доколку интересот е од страна на господинот Горан задоволен и конкретно неговото семејство е задоволено и апсолутно немаме проблем, тоа што се финансии собрани од наша страна ќе бидат префрлени на човекот кој што ја продава куќата. Единствено нешто што може да пробаме е да, ако успеам и јас лично
персонално да пробам да издействувам некој попуст од страна на човекот да намали, да видам дали ќе успеам да го најдам преку други канали, евентуално нешто такво што може да направиме, али генерално ако се задоволни они, ако сметаат дека веќе посечката претходна куќа не е паметно да се средува, тогаш по-нова куќа е секако подобар избор. Па да, таму беше идејата да се направат нели две соби за да можат децата да бидат покомфорни, за да можат да учат, бидејќи се 3 дечиња. Меѓутоа тука се веќе 200 квадрати кои кога би се средиле би биле одлични. Има линија, градска линија со која што можат да одат на училиште. Да, близу е тука околу 500 метра од куќата до школото, до мождињето школото. Ќе ги префрлите тука да учат? Ако се они задоволни и сакаат да се преселат, ние апсолутно немаме проблем во делот на опфаќањето на финансиите, секако чекаме на одлука на семејството, нели нормално и заеднички да биде тоа направено како што треба. Да, ја забележувам искри и во очите на Горан и во очите на Јован, бидејќи Јован е тука. Тој не престанува да се смее, пресреќен е што сме на чекор до остварување на нивниот сон, а тоа е да добијат нов дом. Да. Баш ми е драго и да продолжиме вака, мислам од наша страна поддршката ќе остане и понатака, што и има потреба, исто така и за Горана за неговата операција што разговаравме во текстот. Се некакви разговори со некои колеги за да го прегледаат и да одлучат што понатака, така да ќе бидеме во контакт и понатака секако. Ви благодарам. Ви благодарам, докторе. Да. Ви благодарам на вас без Да. Ние, значи, ќе ги завршиме тие детали околу договарање. Има и плац, 300 метри квадратни плац околу куќата, подрум, има тераса, балкон. Да. Би било навистина. Така, информирајте не само и понатака ќе довршиме се што треба, или тековно, како што си оди ревот. Така, многу ви благодарам. И на Се вас, слушаме и се гледаме. Поздрав. Чао, Чао, чао. Јас имам информација, се јавија за донација и на мебел. Да. Па, откако ќе се средат ѕидовите, ќе се намести ламинат, мислам дека може да се донесе и мебел, со кој што, нели, вие би ви се олеснило живењето во оваа куќа. Јас ќе го побарам и тој човек, кој што, ете, сака да ви помогне. Можеме да ја видиме и оваа соба. Тука во оваа мислам дека не влеговме. Додека му звонам на човекот, кој што веројатно во моментов е зафатен. Ова веројатно би била собата на Грета. Феноменално е. Веќе знаете ли која соба тебе најмногу се допадна, Јован? Оваа тука? Ало, добар ден. Јас сум Оливера од Срце на дланка. И да, ние се наоѓаме во моментов во куќата заедно со Горан сум и со неговиот син Јован, кој што ја буквално сплоти македонската јавност и сакаше да добие покомфорен дом, да има проширување. Сега во момент на чекор сме до купување на куќа во која што ќе фали мебел. Дали можеби вие би сакале да дојдете тука да што ти фали од мебел? Оно се фали, празна е. Да, куќата е празна. Празна е куќата, нема ништо у неја. Вие што сте во можност да донесете, господине? Ние ќе донесеме еден тросет. Така. Тросетот е на спуштање, може да се спие на него и плюс има душек на него. Една фотеле, тоа во склоподе. И за истот комплет ќе имаме уште една и таква фотеле за 2 недели. Добро. Така видите дека има ние ова сега ќе ги доставиме утре, неверојатно. А другата фотеле, пошто на тапацирање ќе му дадеме може за 2 недели. Максимално. Значи ќе има тогаш во склоп ќе му бидат еден тросет и 2 фотели. Така. Маса? Една маса ќе му дадеме за 6 особи. Одлично. Тие се 5 души? Таман, за да ручате? Масата, ќе видам да обезбедам столчиња, пошто масата е посебно, столчињата посебно. Да видам и столчиња ако може да обезбедам. Ќе му обезбедам тетрадки, пенкала, моливи за децава. Училишен материјал? Тоа што е потребно, да, се тоа ќе му обезбедам исто така. Кебиња ќе му обезбедам, јорган, 4 јастука. Они се 6, нели реков? 5. 3 дечиња и родители. Добро, 6 јастука ќе им донесеме.
видиме уште што сме можно храна, тоа се, јас ќе да го товарам комбево и утре здравие да дојдам. Ето така, добро. Ние секако имаме тука уште работа, треба да се завршат некои документации, одење на нотар, така? Да. За да се додека се префрлат парите, така да ќе има можност и да донесете и друг ден донации, сето она кое што вие сакате од срце да го подарите за ова семејство. Ви благодарам што се слуша. Дали ќе имаме место за врстување место до тоа? Има, празни се соби. Има место, собите се празни, чекаат на дополнување и на вашиот мебел. Готово. Тогаш ќе му обезбедиме и пеписони ќе му обезбедиме. Да, треба прво да се стави ламинат, ама верувам тоа ќе биде многу брзо. На лице место утре Ќе ќе видам видите. што како и ќе видам Да, соберам. така е најдобро, да. Тука ќе треба и кујна, нема и санитари, меѓутоа вие во што сте во можност, се е добро дојдено. Така. Ви благодарам. Поздрав и убав ден. Фала ви многу. Горан, Повели. веќе Јован си ја одбра собата, Да. Иако Секој вие се е убаво. другите ќе одбират соба, да? а мислам дека се ќе биде уште поубаво откако ќе се нели пренесе на ваше име нели оваа куќа и ќе се доправи целиот дом и ќе живеете среќно. Фала ви Верувам многу. дека е близко и тој ден. Да, фала ви многу. Можеме да ја видиме и од надвор Горан куќата. Да, фасада треба да се. Тука ќе треба Силвана да зачисти. Да, чисти. Ова што е? Не знам, цимент, ама тоа е, мислам, Не, просторијава. Веројатно за одење во подрум, а? бајде во подрум. Не знам. Јован, можеш да провериш? Ај види ја. Има нека просторија? Аха, веројатно се оди во подрум. Да, во подрум. Или нешто како шпајс. За да може да оставате и таа голема количина храна што ја добивте. Може тука да се стави. Да. Уште еден голем балкон и од оваа страна. Да. Сакам да ја видиме куќата од оваа страна има Да. цивлички Само и добра од фасада. оваа страна и од оваа. Од двете страни. И од таа, мислим, од позади. И од позади. Овдека. Од оваа страна не е Да, овде фасада треба да Исфасадирана. се удари. Овдека. Не знам, јас би сакала да го побарам Дарко од Свизградба, Дарко Петрушевски, кој што го работи ова, иако има отворено многу проекти, па да го прашаме дали би можел да ни излезе во пресрет, што велиш? Би требало. И оваа страна изгледа има фасада. Да, и од Само таа. челно има, така? Да, челно има. Ќе дозволиш да му се јавам на Ако Дарко да дозво- го прашам дали може да ни излезе во пресрет, бидејќи од надвор куќата друга е која ќе има фасада, Да. ем за лик, но и за нели подобра изолација. Ќе го побарам и ќе го прашаме на лице место, додека сме така тука. си. Па кога веќе ја земате да биде тоа како што треба. Навистина голема Голема куќа. која. Силвана ја нема видено. Не, доди си. Да. Здраво Дарко, Оливера е тука од срце на Бланка. здраво, Ние сме се слушнале удамна, не сме се ниту виделе, меѓутоа ние сме во Крива Паланка, во село Мождивњак, заедно со Горан Станковски, претпоставувам дека си ја гледал Така. таа епизода. Да, гледав. Да, станува збор за социјално загрозено семејство кое што бараше проширување на домот и ете, бидејќи таму немаше услови за тоа да се направи, најдовме куќа во селото која што само челно, голема куќа е, повеќе од 200 квадрати, само челно има фасада, а од останатите 3 страни нема. Нема Па проблем, ќе сакам да направиме. прашам, да, тоа ми беше прашањето, дали може да му помогнеме на овој човек, ете да ја Сигурно. досредиме Сигурно куќа. секогаш. Знаете дека секогаш може да рачунате на нас и сигурно дека ќе направиме се што можеме за ова семејство. Само ќе треба да дојдеме да видиме што треба да се сработи и ќе ја средиме и таа работа. Така.
надворешно, треба фасада, врати прозорци има, евентуално внатрешно кречење, избелување на зидовите, тоа би била и поставување ламинат, тоа е работата. Добро, нема проблем, што и да треба, ќе дојдеме, ќе видиме што треба, ќе завршиме работата, нема никаков проблем. Така. Ќе ни биде чест. А нас огромно задоволство што ќе направиме уште едно семејство среќно. Мислам дека не можеше подобра опција од пронаѓањето на оваа куќа, бидејќи навистина е обширна. Тие се 5-члено семејство и мислам дека ќе имаат сите по една соба, секој биде во ред, огромен плац, огромен балкон. Супер. Да. Ќе ни биде и нам драго исто да тоа го направиме, да го усреќиме и ова семејство. Да. Ви благодарам, Дарко, што се слушнавме и што прифативте и да помогнете на уште едно Благодарам и на семејство. вас, се гледаме наскоро и да започнеме со работа, да ги усреќиме овие луѓе. Благодарам. Благодарам. Имајте убав ден. И вие, поздрав. Солзите на малиот Јован од Крива Паланка се веќе минато. Неговите желби се исполнети. Срцена дланка обезбеди нов дом за нив со соба за секое дете, каде сите ќе можат да живеат безгрижно. Јас мислам дека се јавивме на сите луѓе, исконтактиравме се што требаше да прашаме и останува уште деталите, да се префрлат парите и нели тој имотен лист да дојде да во се своите даат раце. документите и да се префрлат парите. На газата што е на куќата. Да. Тоа ќе биде наскоро, ќе се видиме уште еднаш, откако ќе се завршат и тие процедури, па и крајниот резултат откако се ќе биде завршено во оваа куќа. Фала ви многу. Задоволен ли сте? Задоволен сум, презадоволен сум. Ви честитам. Фала, Оливера. Благодарам. Фала. Денес Мите Митев од Радовиш, председател на Нова искренува надеж, гостен во студиото во хотелот Лимак во Скопје. Добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. Сам сакавте да ви испромовирам преку заеднички пријател, рековте јас сум 10 години председател на ова здружение и имам многу што да кажам. Ваша семејна несреќа, тоест ви имате брат со посебни потреби, ве натера да влезете во овој хуманитарен свет. Да, точно тоа е мојата причина. Јас сум веќе 10 години активен со ова здружение. Седиштето ни во Радовиш, имаме подружница во Струмица, меѓутоа ние сме активни и присутни во повеќе општини во југоисточниот дел од Македонија. Контактираме со повеќе дневни центри и заводите. Заводот во Банско, каде што се згрижени хендикепирани лица со инвалидитет, и заводот во Демир Капија. Контактираме, соработуваме, ги посетуваме, разговараме да видиме кои се во какви услови тука живеат, какви потреби имат и се трудиме на некој начин колку можеме. Ние, нашето здружение не располага со некои средства, меѓутоа ние изнаваѓаме некои наши пријатели, начини, пример донации некои од Холандија, од други трети пријатели, значи колку можеме да ги да однесеме да и помогнат. И меѓу нив имаме соработка, значи и за празници ги посетуваме у тај смисла. Вашата емисија Срцена дланка е значи веќе позната, интересна, ја пратам јас лично да речем, што тоа ме интересира, меѓутоа благодарение на вашата емисија веќе се јавуваат и приватни фирми и личности, хумани лица кои сакат да помогнат на таквите, да речем, социјално загрозени. Еве ние да речем, покрај тоа што одиме во дневните центри, тука за среќа се ипак згрижени тие. Згрижени во дневен центар, во завод, ипак и труд и социјала се грижи за нив, меѓутоа за жал има во повеќе општини или села незгрижени, сиромашни. Па тука и Господ, како да кажам, каде немат и од што да живеат, па имат и хендикеп. Ние ги тие посетуваме колку можеме, однесеме нешто, колку можеме, значи дали ќе е тоа некој гардероба, дали ќе е тоа некои прехрамбени артикли, меѓутоа повеќе јас се грижам за нивните, да речам, правни знаење, дали знаат што ги следува туѓа нега, мобилност. Значи ние социјална помош. Да, социјална помош. И тоа е помош. И тоа е помош, да. И активираме некои фирми или лица да ги посетат. Битно е вниманието. Јас кога ги посетам, имам емоции,
случувало се лицето кое го посетуваме, многу ретко го некој посетува, со солзи на очите, додека посетеното лице плаче и јас плачам. Тоа не се опишува тие, како да ви кажам, вниманието е битно. И малку подршка на семејството, колку толку, нели, толку можеме. Меѓутоа ние до сега оваа категорија на лица, јас сум соживеан веќе со нив, да речем, со тие лица со посебни потреби. Имаме си годишна програма и правиме. Што значи? Секоја година имаме по неколку спортски или културно-забавни манифестации, ликовни колонии. До сега имаме одржано неколку риболовни натпревари на Доријанско езеро. Имате и таква цел за токму таквите лица да изградите некој центар на Доријанското езеро? Сега, бидејќи јас сум скоро 4 години присутен на Доријанско езеро, за жал нема, имаше некогаш, јас како од тај крај почесто одев таму на одмор, како да кажам, на викенд, имаше одмаралище, сега нема ништо во Доријан. А Доријанско езеро е познато, јас го имам проучено, оти сам од дете таму, и е ипак и лековито и за дишните органи, калта таму, тоа се види со хендикеп. Колку толку помага покрај езерото да испешачат. Сега главниот проект ми е да тука веќе сум во преговори со неколку министерства, фактички надлежните, труд и социјала, Министерство за транспорт и врски, у влада одам, со општина Дојран одам, дајте локација, не јас да изградам, меѓутоа нашето здружение со одредени странски или други фондации да направиме едно скромно одмаралиште и старски дом. Во последно време во Македонија, значи потребно е за жал повеќе старски домови, оти младите не се веќе тука, повеќето се надвор и старите остануваат сами, али оваа категорија се стварно загрозени. Тие што се згрижени во дом, во дневен центар. Меѓутоа, еве сега јас имам еден проект за една наша там пријателка, ја чува нејзината најстара сестра, други нема. Еве сега 80 и повеќе години сестри, она е со тежок хендикеп. Тоа планирате да биде дом или да биде летен центар? Да, долниот спрат со ресторант како саличка, тука да ги одржуваме тие, да речем, ликовни колонии, кога сме на Доријанско езеро, правиме ликовна колонија, замисли, брдачиња, цртат слики. Еве, позната е ова Розе Мојсовска од Струмица, суста црта. Уметнички, суста. Хендикеп има суста. На последниот ликовен надпревар, колонија не е надпревар, 5 слики за еден саат. Дарма има. Немаме наша просторија. Сега, ако ние изградиме едно скромно одмаралиште, да речем, да можат по групи барем да дојдат по 3-4 дена. Не кој за колку, нели? Колку можат, или па кога правиме манифестација, барем 2 дена со едно ноќевање. Да има вечерта забава, они сакат многу да играт, сакат да пеат, да се дружат. Јас се надевам дека ќе ни помогнат министерствата. Јас скоро имав со одредени министри средби и уште контактирам да побрзо ни даат локација, да изготвам проект за таков објект. Јас што барам, веќе имам најдено круг во Дојран до езерото. Значи, јас со Лангов, градоначалник, сум во преговори, меѓутоа ни дава некоја локација, горе, доле, викам не, овие не може. Горе, мора локацијата да биде до езерото. Има празни локации до езерото и сакам да ја направиме тука едно мини мала зоолошка градина. Важно е да бидат постоење на вакви хумани луѓе со идеи, со визии и потоа полесно е, нели, реализацијата. Важен е и многу битно е идејата е капитал. Проект, да, и тоа да го работиш од срце. Јас сум другар со нив. Еве, утре ги посетувам. Утре сум во Порака Неготино. Во Порака Неготино е мојот брат. Во Порака Неготино е дневен центар, така речено, од цела Македонија се тук дојдени. По-лесната категорија од Демир Капија се тука и живеат во стамбени единици. Тоа е најнов модел. Да не се групно. Убаво е кога се ги кажувате и вака јавно, да и институциите да ги видат вашите желби и потреби, бидејќи и вие ги промовирате хуманитарни здруженија како вашето, а нас па ни требаат за сториите токму вакви поединци и здруженија, за да можат да им помагаат на тие луѓе. Заедно можеме се, нели? Затоа, како да кажам, треба да слушнат граѓаните, треба да видат
што работиме ние, малку да ги мотивираме да бидат по-хумани. Сега, точно дека има многу социјално загрозени, има вакви, такви, сите барат, меѓутоа за ова категорија на лица, сите колку можеме треба да помогнеме. Мене ми беше најголема желба да ги однесам на една дневна екскурзија, да речем, на Струмица е интересен крај, има многу водопади и Лебедово езеро во Ново село. Со автобус, еве и зоолошка градина посетивме. Они беа фрапирани од убавината. На еден заеднички еве на слика во Лебедово, на еден заеднички ручек. Тие социјални случаи не ни излегле подалеку од местото на живење, да. Никош нема кој да ги однесе. И на крај ги однесов во најубавата црква во Радовиш. Кога се појавивме на Лебедово езеро, имаше гости од повеќе странски земји, да не речем може имаше 1000 гости. Голем објект е од целото езеро. Кога влегоа нашата група, околу 60 бевме, не бевме малку, нели? 2 по 2, убаво облеченки, културни, они добар ден. Леле, аплаузи од сите страни. А они па пресрекни. Значи, тоа го правиме. Тоа им значи многу. Многу значи. Сега, што ми е целта? Добивме проект сега, благодарение на малку мојата упорност, во Доријан, одобрение и локација, сега кај што сме таму времено до езерото, да изградиме барем времена една барака. Времена, за неколку години. Што кај тоа да ни биде како седиште. Моментално. Еве сега овој за 5 ќе ни го продолжат уште 5, меѓутоа јас се надевам за тие 5 години ќе добиеме соодветна локација. Така. Али фали на толку. И што ми е целта оваа барака? Они произведуваат, уствари не произведуваат, него прават во секој дневен центар, они се многу креативни. Прават сувенири. Тоа чудо од сувенири прават. Па тие сувенири може да ги продавате и да се собираат средства за хуманитет. Вие прочитавте мислата, еве го брат ми, еве ги сувенирите, прекрасни су во секој дневен центар. Сега дури еве оваа женичка што ја дадов инвалидска количка, еве ги сувенирите, значи има, еве, кога посетувам јас во дневните центри, обавезно им носам по нешто, нели? И разговарам со, седам, дружам се со нив. Сега, многу е они се расположени своите изработени сувенири сами да си ги продават. Пробавме пред у сала кога има спортски настан, дали некој музички, да речем, концерт, дали некои спортски игри. Изложиме масички, они си ги продават. И тие парички си ги бери, одат на друга екскурзија, набават си материјали за изработка, прават тажни, прават ово, еве сега бардачиња ќе набавам да цртат. И тука во бараката ќе имаме еден дел како слики уметнички прават. Изложбен салон и со продажба. Така, со оглед на тоа дека вие сте од Радовиш и Југоисточна Македонија, ете, хумано ја обслужувате со вашите акции. За секое семејство во Срце на дланка ќе ви сконтактираме и верувам ќе бидеме во контакт за да им помогнете, ако ништо друго, барем со храна. И да ги посетите, бидејќи сакате да зборувате, да разговарате, ако ништо друго и да ги сослушате и да им го сослушате проблемот. Па, мислам, со вашата емисија, Срце на дланка, мислам, ќе имаме некоја помош, дај Боже да ни помогнат, постари помагат на тие лица. Има од цела Македонија тука. Нема, за жал сега, јас кога одам во повеќе општини, во секој град има дневен центар. Во секое село има такво лице, во секое село или општина има дали социјално загрозени или лица со посебни потребни. Верувам дека и вие ќе добиете и имаме активисти, констатирав што е најпотребно. Немаме ние возило соодветно со рампа или со лифт. Сега сакавме да однесеме на комисија една девојка у постари години, крупна, со тежокен. Ни едно такси возило не може да однесе до Штип на контрола или до Скопје, нели? Меѓутоа има во одредени семејства сакат да го донесат. Еве сега во Радовиш на Оравичкиот манастир правевме ликовна колонија, бидејќи во Доријан немаат услови. Нема како да дојдат. Тоа е проблем. Жално. И за фамилијата, и за лицето. Малку да и
Еден по еден, да, ќе се решаваат проблемите. Ви благодарам што бевте гостин во Срце над Бланка, ќе се видиме во наредни прилики и ќе се работуваме. Драги мои, се смета дека најголемата опасност не е во несовршенството, туку во сето она кое што ние го правиме преку предавање. Затоа никогаш да не се предаваме и секогаш да бидеме активни и да веруваме во крајниот успех. Да подмагаме, да бидеме хумани и да правиме добри дела. Затоа што нашето малко некому може да значи се.